Царството Божјо е внатре во мене, моево срце е Твое, Исусе. Духот утешител мене ме води, Исусе. Добриот пастир го дава животот свој за овците. Такво, Татко небесе, во Исуса сум возљубен. Срцево, да се вселиш во него. Слава ти, Господи Исусе Христе. Татко наш, возљубен Татко, Татко небесен, Оче на сите, ти благодарам што и во овој ден ти го предавам срцето, ти да живееш заедно со Отецот, со Исуса, да живеете во моето срце. Да бидам храм на Духот Свети, да доживеам водна бања во Словото, да бидам облеан и исчистен со Духот и осветен, да бидам царско свештенство, род избран, кој преминува од темнина, од долината на сенка смртна, во Божјата непрегледна, во непрекинатата светлина, во чудесната светлина. Те сакам, Господи Исусе Христе. Зборувај денеска низ мене, ти употреби ги, ти кажувај ги зборовите, употреби ме како сад за Твоја употреба. Нека биде Твојата волја и во овие слова. Во името на Господ Исус Христос го врзувам сатаната и секој демон што се нафрлил. Демони на отпор кај оние што слушаат. Демони на сомнеш, демони на невера. Ги изгонувам во името на Господ Исус Христос, им забранувам да се вратат. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ти благодарам што и ова утро во Мавровската агора ме исправи во Твојата љубов и во Твојата сила. Те молам Царството Божјо да биде внатре во мене и славата Твоја да биде во мене, да Те прославам, да се прославиш во мене, да бидам жив камен во Твојата црква. Те сакам, Господе Исусе Христе, љубовта Твоја да превладува насекаде. Се што работам, синко, книга Соломонови изреки, опомена за внимание и барање мудрост. Синко, татко и син, ако ги примаш зборовите на моите заповеди. Значи, треба да ги примиш, духовно е тоа, Словото е дух и вистина. Да ги примиш тие зборови. Каде? Па во срцето. Со срцето да разбереш, да се покаеш, да бидеш исцелен. И ги зачуваш во себе си. Значи, да ги зачуваш, да ги применуваш. Ако увото твое внимателно ја слуша мудроста, значи духот мораш да го слушаш, духот на мудроста, духот на вистината, духот утешител. Ако срцето твое се приклони кон размислување, ако станеш свесен дека треба да се вратиш кај својот татко, да бидеш покорен и послушен, да му дозволиш да те накалеми. Ако срцето твое се приклони, ако со нив го поучуваш синот твој, ти си одговорен и за твоите деца. Ако ги повикаш знаењето и разумот, духот му дозволиш да живее во тебе таткото и отецот, да имаат каде глава да подслонат. Ако го бараш, ги бараш како сребро и ги истражуваш како ризница, ќе го разбереш стравот Господов, ќе го најдеш знаењето за Бог, за татко. Ќе дојде, барајте и ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори. Дали ти вистински сакаш да се претопиш и да се вратиш во Царството Божие, тоа е целата суштина. Ќе го разбереш зашто Господ дава мудрост. Ако некому му недостасува мудрост во Јаков, нека се моли на Господа. Од устата негова доаѓа знаењето и разумот. Значи, од устата негова, он треба да зборува. Он да ги врши делата, духот да те управува. Ти да бидеш само сад, да ја прифатиш Божијата волја, да дозволиш да се обликуваш во љубовта.
да пораснеш во љубовта, да примиш полна зрелост Исусова. Слава ти, Господи Исусе Христе, радост Исусова. Он го зачувува за праведните спасението. Значи, од устата негова, он треба да зборува, не ти. Он го чува за праведните спасението. Праведен си само во него. Он е штит за оние што одат непорочно. Он ги чува патиштата на правдата и ја брани патеката на оние кои го почитуваат. Тој ќе биде секогаш со тебе. Како да се лоцираш, па постојано треба да викаш Исусе, 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 помогни ми. Исусе, 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 Исусе. Да жеднеш и тогаш негова духот те облева. Примаш сила во духот, сила за сведоштво. Почекајте да се облечете со сила од озгора, им вели Исус. Ако не сведочиш, немаш сила, не си се облекол, не си го соблекол стариот човек, живееш по стар начин, цитираш по своја волја, своеволно благочестие. Нема такво христијанство. Татко, тогаш ќе ги разбереш правдата и правосудието, правината и секој добар пат, дека тој е судијата, он е судијата. Кога мудроста ќе влезе во срцето твое, духот и знаењето ќе биде пријатно на душата твоја, ти тогаш ќе добиваш, како овие горе што се, видите, ќе добиваш поуки, он ќе зборува низ тебе, ќе ги добиваш одговорите. Ние во четврток имаме заедница со трудници, тие читаат од Библијата, разговараат, дискутираат, сведочат, споделуваат и поставуваат прашање. И веднаш поставува прашање и веднаш почнува веќе да слегува одговорот. Тоа е за да поверуваат оние што не веруваат, да видат дека ова е од духот. Дека јас не сум учителот, дека јас сум само сад, јас не сум достоен и врвките да му ги одврзам. Јас застанувам пред ова слово, живо слово, меч на духот, си затресувам и му го предавам срцето. Тогаш расудувањето ќе те брани, разумот ќе те чува, секоја мисла ќе биде покорна на Исус за да те спаси од лош пат, од човек кој говори лага. Важен момент е да ги разликуваш духовите. Дали тој зборува од себе или од Исус. Тоа може само ако духот пребива во тебе. И затоа луѓето не ги разликуваат духовите и со духот на овој свет, со своја волја, со своји желби, своји идеи, мислат дека се во Исус, а тие си живеат, како што вика, расипан човечки телесен ум. Од оние што ги напуштиле патиштата на правдата за да одат по пат на темнина. И ти врвиш тогаш по темнина. Мислиш дека си само во Исус, а не си. Исус треба вистински да живее во твоето срце. Од оние што се радуваат вршејки зло, кои се восхитуваат на расипаност, чии патишта се криви, кои талкаат далеко од правиот пат. Од тоа ќе те спаси, за да те спаси од жената на друг, душа, жена, црква, доктрина, што сакаш, која ги засладува зборовите твои. Знаете, ќе те привлече нешто. Похотта на телото, желбата на очите, гордоста на животот, тоа е она што те оттргнува. Која го остава пријателот на младоста своја, која го заборава заветот од својот Бог. Израелците имаа завет, првата заедница. Значи, зборува за духовна состојба, тие се го врзуваат тоа со телесниот Израел, кои денеска, например, се тепаат со Хамас таму, убиваат деца. Каде е Исус тука? Па нема, тие го распнаа Исус, тие се уште чекаат тој да дојде. Те сакам, Господи Исусе Христе, кога слепи ве водат, сите ќе паднете во јама. Домот неизин води кон смрт, патеките неизини кон пеколот. Душата што сака, јас и сакам вака, кој ќе ја зачува душата своја. Затоа оди, никој од влезените при неа не се враќа никогаш и не стапнува на патот кон животот. Кој ќе ја зачува душата своја, ќе ја загуби. Кој ќе ја даде душата на Исус, ќе ја зачува. Затоа оди по патот на добрите и придржувај се за патеките на праведните, зашто праведните ќе живеат на земјата, а непорочните ќе обстанат. Ќе обстанат на неа, непорочните. Да обстанеш значи да останеш во Исус достоинствен, жив камен во неговата црква. Да не живееш инстинктивно како животно, а беззакониците ќе бидат истребени од земјата, вероломните искорнати од неа. Вие кога го читате Стариот Завет, треба да го поврзувате со Исус, со новиот. Инаку се тоа приказни кои не ве водат.
Тоа ќе дојде како знаење кое возгордејува. Те сакам, Господи Исусе Христе, препушти се. Остави се земно и дојди кај Исуса. И тие го кажуваат тоа, ама не оставаат ништо. Со старите товари си тераат. Остави го бремето, каде? Па на крстот. Грижите, товарот, планината што те натежнува. Остави на крстот, земи го бремето Исусово, тоа е лесно. Исус не повикува да дојдеме при Него сите, изморени, обременети, обезпокоени, жедни, гладни, безсилни, и Он ќе не успокои. Кој ќе дојде при мене нема никогаш да ожедни, нема никогаш да огладни. И живи реки ќе течат од Неговата утроба, ќе влеземе во Неговиот мир, во Неговиот спокој. Мирот свој ви го давам, но не како што го дава светот, да не се плаши срцето ваше. Ти треба мир и спокој. Исус те повикува. Чука на портите на твоето срце и душа. Ете, чукам на портите. Кој ќе отвори, ќе влезам и ќе вечерам со Него. Треба да ги отвориш портите на твоето срце, да му дозволиш на Исус да се всели во тебе. Он да ја преземе управувањето. Он да биде возачот, значи се качуваш во автобус, плаќаш карта и возачот вози, не возиш ти. Се качуваш во авион, во воз. Возачот те вози. Така треба да му дадеш на Исус, да му дозволи да се качи, да му ги дадеш клучевите. И тој те води. И ти со Него викаш Исусе, Исусе. Да му ги дадеш клучевите, он да се насели во тебе, во дух и вистина. За тебе е платено. Тој те откупил со Божија таткова Исусова крв. Платен е сатанскиот грев. Откупен си. Ти не си веќе собственик сам на себе. Сатаната нема право на тебе. Освен ако не се вратиш на гревот, оди и не греши повеќе. Ти си купен, откупен и не си припаѓаш само на себе си. Ете, тоа е целата суштина. Треба доброволно, по своја волја, да прифатиш, да му се предадеш, да се препуштиш, да му се вратиш во собственост нему, на Таткото Небесен Исуса Христа, да бидете едно тело, еден дух, да бидеш дел од љубовта која никогаш не престанува. Царството Божјо да биде внатре во тебе, значи Исус да ти живее во срцето, значи Исус Христос и Отецот Небесен вистински да живеат. Еве стихови, затоа ако наоѓате охрабрување во фактот дека сте Христови следбеници, ако Неговата љубов ве утешува, дали си Христов следбеник, дали те утешува Неговата љубов, дали признаваш дека ти е потребна утеха, ако имате заедништво со Светиот Дух, па тој те води, ти не правиш ништо сам, не трчаш напред, му даваш на Исус, Исусе, застануваш и чекаш. Ако сте чувствителни и сочувствителни едни кон други, тогаш потрудете се мојата радост, вели апостол Павле, да биде целосна, тој го зборува тоа во духот, со тоа што ќе бидете сложни, ќе се сакате, ќе се љубите, здружени, ќе се стремите кон една иста цел. Кон една иста цел, тоа е Царството Божјо. Дали го бараш Царството Божјо? Филипјаните 2:1-2. Значи, пазете, го бараш Царството Божјо, сакаш да се вратиш кај Таткото. Сакаш да се вратиш горе, да се вратиш во својата духовна изворна природа. И се друго ќе ти се придодаде. Сите моменти што ти недостасуваат да дојдеш до таму. Пазете сега, Христови следбеници, гледајте сега. Негова љубов која утешува. Ти немаш доволно љубов. Заедништво со Светиот Дух. Чувство на милост еден кон друг. Милост сакам, вели тој, а не жртви. Сложни во едно тело, да се љубиме здружени во едно тело и дух со Исус Христос. Видите, луѓето не може во заедниците да се љубат, тој сака да исцелува, да пророкува, да поучува. Друг препев вели, бидејќи имате една и иста љубов. Ете, тоа е целата. Собрани сме во Неговата љубов. Во Негово име. Бидејќи имате една и иста љубов, да бидеме еднодушни и едномислени 2:1-2. Ние имавме со еден исто така од сотрудник. Ние различно мислиме, но сме во исто.
Како може различно да мислиме кога мислите се, секоја мисла треба да е покорна на Исус. Ние не сме овде да се спориме. А ние точно знаеме кога сме во еден дух, кој што треба да прави, кој треба да молчи, кој да зборува. Кога ќе дојде другиот дух, духот се надкрива и јас го изгонувам. Односно духот. Можеш ли да се препуштиш во љубовта? Да станеш една љубов со Исус. Една љубов со Исус, да бидете едно тело, еден дух, Он да владее и управува со тебе. Тоа е целата суштина. Ти сами од себе се водиш, правиш што сакаш, живееш по своје, мислиш дека си христијанин. Понатаму се вели во Филипјаните 2:5, бидејќи вие треба да ги имате истите мисли што ги има Исус Христос. Тоа значи не како што сакам јас, татко. Татко, нека биде твојата волја вистински. Чашата е горка, друг стих порачува, но ќе ја испијам зарем да не ја исполнам волјата на мојот татко, тоа е христијанство. Друг стих порачува, секоја мисла да е покорна на Исус Христос. Ова често им го кажува. Тој со своји желби, своји мисли, јас мислам, јас сакам, јас. Друг препев во Филипјаните 2:5, размислувајте онака како што размислуваше Исус Христос. Исус велеше, не како што сакам јас. Нека биде твојата волја, татко мој небесен. Дали ја исполнуваш својата волја или неговата? Па тука е раскрсницата. Тука е таа одредница. Дали си ти своје глав? Или си Христо кефален, глава на црквата е Исус? Духот на Отецот владееше, управуваше во Исус. Он не решаваше. Исус беше препуштен. Влегуваш ти, тој те води. Тој ти дава насоки, тој ти кажува. Како туристички водич ти објаснува. Не решаваше Исус, не действуваше, не мислеше самиот, беше препуштен. Во вечната љубов, во духовно управување во Отецот, и во 2:27 се вели зашто сите си го бараат своето, а не она на Исус Христос. Дали го бараш ти своето или она на Исус Христос, кој е тоа? Па да работиш за Царството Божие. Друг препев вели, сите други работат за своја полза, он си живее во светот, а не за делото на Исус Христос. 2:27, и еднаш неделно или месечно, некој па поредко ќе дојде тука, ќе се помоли, или мислиш дека ќе извршиш некое физичко дејство, ќе запалиш свеќе, ќе купиш нешто, ќе оставиш пари. Се зборува за работа во Исус, во заедништво со Него. Духот Исусов да те води, учи, действува, зборува, управува, мисли во тебе, а ти си покорен на Исусовата волја и сакаш да работиш, стануваш сотрудник. Јуда 1:16, чии имиња се запишани во книгата на животот. Јуда 1:16, тие се незадоволни викачи кои живеат според своите желби. Значи, живееш според своите желби, устата нивна произнесува горди зборови, умилкувачи од корист. Ете, тоа е светот. Друг препев. Тие се луѓе што негодуваат, постојано имаат поплаки, а се раководат само од сопствените телесни похоти. Постојано се фалат и им ласкаат на сите од кои можат да имаат некаква корист. Ласкачи. Пазете. Лицемерно братолюбие. Негодуваат, поплаки, сами се раководат себе. Пази сега. Не се препуштени во духот Исусов, се фалат, ласкаат од полза, зборува за христијани. Мирно. Во 19 стих вели, тоа се луѓе што создаваат поделби меѓу вас. Значи, во црквата се живеат онака како што им наложуваат инстинктите. Значи, тие се животни, во што рече, синовите човечки се на исто ниво како животните. Зашто во нив го нема Божиот дух, со духот на овој свет. Друг препев, тоа се луѓе што се одделуваат од дединство на верата, тие се телесни и немаат дух. Го немаат Исус. Не живее во нивното срце, го немаат Исус во срцето, немаат сила, немаат љубов, тераат своји битки, не се препуштени во вечната љубов.
Те сакам, Господи Исусе Христе, во секого Исус. Видите, препуштање, вистинско спојување, вистинско духородение, да му дозволиш да живее во тебе, да те води, учи, обликува, да раснеш, да доживееш водна бања во Словото, крштение во дух и во оган, да го оставиш своето бреме, да оставиш се, да се фатиш за Исус со појасот на вистината, да се стегнеш за Него, да ги облечеш обувките на Евангелието на мирот, да врвиш по Него. Штитот на праведноста, значи не осудуваш никого, оклопот на правдата. Пази, знаеш, сигурен на верата, знаеш дека Исус те штити, шлемот на спасението, секоја мисла е покорна, мечот на духот, сето оружје Божјо. Исусе и само Исусе. За секогаш Исус. На секаде Исус. Во секого Исус те сакаме, Господе Исусе Христе. Ти благодариме што и во овој ден ни даваш сила. Јас те молам за Македонија, да дојдеш во Македонија со силата Исусова. Во името на Господ Исус Христос ги раскинувам, ги забранувам, ги изгонувам сите демони на лажење, крадење, туѓо именување, земање земја, силување, дрога, криминал, сатански организации кои сакаат да ја свлечкаат, да те свлечкаат, да те понижат. Македонскиот народ рече не е за сатаната и смртта, не за натосано европејство. Да, за Исус во Македонија. Не за крадење и лажење. Ја предавам и ја враќам Македонија во Твоја сила, во Твоја власт, во Твоја собственост. Се ти предавам Тебе, Татко, Господе Исусе Христе. Во името на Господ Исус Христос го кршам секој небиблиски завет што е фрлен врз Македонија, врз секој еден од нас. Се препуштам во Твојата љубов, во Твојата сила. Те сакам, Господи Исусе Христе, ти благодарам што ми ги отвараш овие слова, да можам да ти служам. Синко, не ја заборавај, книга Соломонов изреки 3, поуката моја и срцето Твое да ги чува заповедите мој. Зборуваме заповед на Исус. Љуби го својот ближен како себе си. Мораш да му се предадеш, да се препуштиш, да оставиш се земно, да му дозволиш да живее во твоето срце. Тоа е вистински начин. Он да зборува, он да ги врши делата. А ти да се препуштиш во неговата љубов. За секогаш Исус. На секаде Исус. Во секого Исус. Нема христијанство со своја волја, своји мисли, своји желби. Треба да се препуштиш во Него. Да ги имаш истите желби и мисли на Исус Христос, да работиш за Царството Божие, за Таткото Небесен. И се друго ќе ти се придодаде. Од земјата до небесата бегај од Македонија сатана во името Исусово. Исцелување за сите оние кои ќе речат: Господи Исусе Христе, дојди во моето срце. Се покајувам, простувам, не осудувам, се покајувам за гревовите на моите предци. Ја прифаќам Твојата волја во мојот живот. Те сакам, Господи Исусе Христе. За секогаш Исус. Амин. До Божјиот Царство Небесно. Амин. Брати и пријатели, имаш проблеми во овој свет, е лажен. Сака да те натера да постапуваш како него, да лажеш, крадеш, осудуваш. Повикај кон Господа Исуса Христа. Остави се земно и врви по Исуса. Живење со Исус е активен процес на менување, умирање на стариот човек. Духородение, новородение, тоа е реален момент. Кога ти ќе посакаш да работиш за Царството Божјо, од слуга Божји стануваш сотрудник, значи синот се враќа и вели: не сум достоен да се наречам твој син. Дозволи ми да работам како еден твој наемник, значи служиш, а потоа сакаш да работиш, ти се исполнува срцето со љубов и стануваш сотрудник, чие име е запишано во книгата на животот. Те сакам, Господе Исусе Христе. На секаде Исус. Амин. Царството Божјо е внатре во мене, моево срце е Твое, Исусе. Духот утешител мене ме води, Исусе. Добриот
pastir go dava život od svoj za ovcite. Tako, Tatko nebese, vo Isusa sum возлюбен. Ti go davam srcevo, da se vseliš